8 години нема ни трага ни глас од убиецот на 27 годишниот Димитар Матиловски, чиј живот згасна на новогодишната ноќ во 2016 година, кога до смрт беше претепан од српскиот државјанин Бојан Угреновиќ пред влезот на угостителски објект на само 20 метри од градскиот плоштад, во непосредна близина на неговиот дом. Откако Охридскиот основен суд своевремено му го укина притворот, донесе решение убиецот да се брани од слобода, одредувајќи мерки на предпазливост лицето да не ја напушта Македонија. Иако му беше одземена патната исправа пасош, тој избега и 8 години е недостапен за органите на прогонот. Свирепиот убиец Бојан Угреновиќ, кој убиството го извршил под дејство на опојна дрога, амфетамин, се појави само на првото рочиште и го снема. За издржување на казна затвор од 16 години, по него е распишана и меѓународна потерница. Мајката на Димитар, очајна и искршена од болка, бара од државата и надлежните институции да направат се убиецот да ја добие заслужената казна. Го замолувам судскиот совет на мојата татковина Македонија да ја преиспита работата за убиството на мојот син Димитар Матиловски. Убиецот е на слобода, а мојот син Димитар 8 година на гробишта. Дали постои член во судството кој ќе ми го врати мојот син дома? Почивај во мир, Димитар, убаво дете на мама. Мама ќе се бори правдата да победи. Единствена утеха на мајката која доживеа најголемата душевна болка е пишувањето. Тој вече не пребол по синот кој никогаш повеќе нема да го види. Драгица го преточи во 5-тата книга Мојот живот после изгубен живот. После свирепото убиство на мојот син живеам пеколен живот, вели таа. Не знам што е пострашно, утрото, денот или ноќта. Средствата од продажбата на книгата ќе бидат наменети во хуманитарни цели, но Драгица тука не застанува. Вели, додека очите ми гледаат, а прстите пишуваат, ќе творам, посветувајќи книги на мојот син, чиј живот свирепо згасна на само 27 години. Семејството на Димитар има оштетно побарување од 10 милиони денари, кои никогаш не ги доби. Ништо не може да ја ублажи болката, нити да го врати Димитар, но само со вака високи суми младите ќе се вразумат дека со тупаници и одземање на недолжни животи не се постигнува ништо, вели Матиловска. Со тие пари сакав да направам спомен чешма на која ќе пишува стоп на насилството, а останатите пари да ги дадам за лекување на болни дечиња. Мајката на Димитар моли да биде пронајден убиецот на незиниот син и да биде спроведен во Прилепскиот затвор за издржување на затворска казна од 16 години. Датумот за апсолутна застареност на издржување на затворската казна истекува на 30.10.2059 година.